Драги почитувани семинаристи, особена чест и задоволство ми е да го држам моето предавање насловено Македонски лингвокултуролошки материјал, диахронија и синхронија, така што ви посакувам добре дојде нова кусо предавање со надеж дека ќе се видиме наскоро во Охрид за да ја продлабочиме темава, секако доколку имате интерес за неа. Го замислив предавањето како курс преглед, како упатување на различни аспекти од системот на македонскиот јазик, кои што носат културно значење. На овој начин се доаѓа до вреден македонски лингвокултуролошки материјал, кој потоа може да подлежи на темелна интерпретација. Уште на почетокот ја истакнувам вредноста и важноста на монографијата на професорот Димитар Пандев, како поддршка и инспирација за нашите истражувања. Станува збор за книгата Пристап во македонската лингвокултурологија, објавена 2007 година, во која значителен дел е посветен на македонскиот историско-филолошки влог во лингвокултурологијата. Нашата денешна цел е во согласност со основните поставки на лингвокултурологијата како одделна научна дисциплина, која поаѓајќи од антропоцентричната парадигма во лингвистиката ја открива културата, менталитетот, битот, духот на народот и тоа главно низ призма на метафори, символи, фраземи, пословици. Па затоа велиме дека и целта на ова предавање е да ги препознае, да ги открие, да ги извади на површина културните значења и пораки, скриени или потранспарентни, но зачувани и одразени во структурите од македонскиот јазик или пак интегрирани во македонските текстови. Откако ќе се декодираат, следува нивна интерпретација, односно опис. Во нашево предавање ние единствено препознаваме некој од нив и правиме преглед, без претензии за нивна интерпретација. Посочуваме на лингвокултуролошкиот аспект на азбуките, граматиката, лексиката, текстовите, врз примери од диахронија и од синхронија, пристап што во лингвокултурологијата го трасира Токарев од 2009 година, додека претходните лингвокултуролошки истражувања се базираат главно на истражувања метафори, символи, стереотипи, фразеологизми, кусиевски форми, пословици, поговорки и слично, зашто се вели дека културата на еден народ најмногу живее во нив. И тука ќе го цитирам еден од браќата Грим, Јакоб Грим, кој вели: во јазикот има повеќе живо сведоштво за народите, отколку во коските, оружјето и гробниците. За почеток тргнуваме од азбуките и се враќаме во 9 век, поточно се задржуваме на лингвокултуролошките аспекти на азбуките, графемите, буквите. Азбуките на кој било јазик се карактеризираат со висок степен на културолошка генијалност. Тие го рефлектираат системот на вредности на една јазично-културна заедница. Се задржуваме на глаголицата како на сесловенски лингвокултуролошки космос, како одраз на единствен словенски културен простор и се што носи тој. За таа цел ќе споменеме накусо по нешто за имињата и нацртите на буквите и символиката вградена во нив. Имено општо науката е согласна дека глаголицата е устројство од највисок ред, еден осмислен семиостички систем, сестра на архив, духовно и културно наследство од прв ред. Големината на оваа азбука е во вградувањето символи во нацртите на буквите, при што се следи христијански наратив, крст, круг, триаголник. Исто така, со тоа што првата буква од глаголицата е крст, се укажува дека проучувањето на глаголицата представува побожно дело. Имињата на буквите одговараат на зборови од старословенскиот јазик, што пак отвора можност да се гледа на азбуката како на еден вид текст, во кој биле скриени културни вредности, вистини и закони на тогашното словенско општество. Глаголските букви предадени со зборови може да се читаат и како молитва. Се смета дека носат скриени, тајни пораки, една сакрална комуникација. Исто така, доколку се комбинираат имињата на буквите во посебни фрази, се отвара простор за одделни истражувања и интерпретации, како на пример "Људи мислите, добро ја живијате" и слично. И додека глаголицата е сесловенска лингвокултурема, за нас македонска лингвокултурема е облата глаголица.
При тоа истакнувам дека еден од клучните поими во лингвокултурологијата е лингвокултуремата. При тоа, под лингвокултурема се подразбира севкупност од формата на јазичниот знак, неговата содржина и културна смисла. Кога зборувам, значи, за облата глаголица, зборувам за охридската фаза во развојот на облата глаголица, бидејќи во науката се разликуваат 4 фази во развитокот на облата глаголица. Јас, како што споменав, за македонска лингвокултурема ја сметам облата глаголица и тоа во 4-та фаза, охридската, која што е од 886 година со доаѓањето на учениците на Кирил и Методи во Охрид и со создавањето на Охридската школа на Климент Охридски. Потемелно на ова прашање се задржува професорката Емилија Црвенковска во своето предавање на 53-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во 2020 година, насловено Од глаголица до современа македонска кирилица. Во науката постои исто така размислување дека културната специфичност на јазикот ги опфаќа само неговите лексички фразеолошки единици. Ние не се согласуваме целосно со ова гледиште, од причина што граматичкото значење и покрај високиот степен на апстрактност сепак ја рефлектира категоризацијата на светот, која се формира со векови. Не може пак да не се согласиме дека културните аспекти во граматиката се утврдуваат потешко, отколку во вокабуларот и фразеологијата. Сепак може да се издвојат граматички појави кои што се културно бележани и може да се зборува за лингвокултуролошки аспекти на граматиката. Ние посочуваме тука некои од нив, на кои се надоврзуваат изборообразувачки теми и при тоа нагласуваме дека секоја од нив може да биде предмет на едно пообемно лингвокултуролошко истражување и толкување. Например, категоријата живост, односно одушевеност кај именките, диахронински план може да биде предмет на едно лингвокултуролошко толкување, категоријата род кај именките преку задржување на граматичкиот и природниот род во македонскиот јазик со посебен акцент на епиценумите, како одделна лингвокултуролошка тема може да се земе изразувањето определена бројност за лица, кога со присутно најмалку едно машко лице се користи формата за машки род. При тоа оваа тема се доближува и до темите на родовата лингвистика, понатаму извиците ма и бе, партикулите море и мори. Македонската лингвокултурологија може да има интереси за формата од заменката вие за учтиво обраќање, понатаму лингвокултуролошка тема и машката форма на презимињата за лица од женски род, кога родовото обележје се губи, и така натаму, и така натаму. Лексичниот фонд се смета за најверен слој на лингвокултурата. Ова се должи на фактот дека културните значења примерно ја покриваат лексичката и фразеолошката семантика и се карактеризираат со релативна јасност во нивната идентификација. Лексичките и фразеолошките единици се сметаат како најверни чувари на културните информации и тие се досега најпроучувани, зашто имаат очигледен план на содржина. Лексички во лингвокултурологијата може да се појде од старословенски преку црковнословенски јазик, во чиј речнички состав се одразени универзални концепти на културата и на тие лексеми може да се гледа како на исклучителни лингвокултуролошки придобивки. Претходно споменатата монографија на професорот Пандев прави темелно лингвокултуролошко читање на некои универзални термини на културата во стари текстови. Тука, значи, ги споменувам термините дар, вода, игра, јазик и други. Преку вакви анализи се следи историјата и хронологијата на употребата на некој збор, дали како културно-општествените пројави и промени влијаеле врз промената на значењето на зборот, што интегрира во својата семантика лексиката јазично и вонјазично и слично. Нашето внимание досега го задржале, но денес само ги споменуваме лексемите, затоа што секоја отвора простор за едно длабоко истражување. И тоа ги споменувам: свадба и брак, народ и јензик, свент и свјат, старец и старјашина. Иако од една страна постојат и се намножуваат изданијата на лингвокултуролошки речници, тука ќе го споменам пред се големиот лингвокултурологички словар издаден во Москва 2004 година,
Понатаму речникот на лингвокултуролошки поими и тројазичен асоцијативен речник издадени во Загреб 2017 година. И исто така, од друга страна, иако постојат бројни изданија, значи на лингвокултуролошки речници, од друга страна, секој речник може да се користи, може да биде извор за лингвокултурологијата. Тука пред се го имам толковниот речник на македонскиот јазик како исклучителен извор за лингвокултуролошка анализа. Фразеолошките единици се посебни јазични единици со културна семантика. Во нив се следи националната култура. Тие се нејзино огледало. За илустрација приведуваме два примера. Првиот Лее, односно рони крокодилски солзи, и вториот му пропаднале гемиите. Првиот пример се употребува кога се изразува површинско жалење, кога се ронат леат лажни солзи, кога имаме неискрено изразување емоции и сожалување. Овој пример има своји еквиваленти во многу јазици и се смета како една наднационална лингвокултурема. Споменувам дека се среќава на пример и во некои драми на Шекспир. Додека пак во вториот пример му пропаднале гемиите, со значење загубил се што имал, многу е нерасположен. За правилно разбирање и користење потребна е солидна лингвокултуролошка компетенција. Под овој термин, исто така еден од клучните во лингвокултурологијата, се подразбираат културно обележани јазични факти што ги користи една заедница, односно значења поврзани со културата на една заедница, како еден вид нејзин културен кодекс. Така што, како што споменав, за правилно да се разбере, да се употреби овој израз, потребни се пошироки познавања не само од македонската јазична, туку и културна, па и национална историја. И доаѓаме до лингвокултуролошки аспекти, односно специфики на текстот. Текстот е клучен поим во лингвокултурологијата. Тој е исклучително поле на презентација на културата, нејзин плод, нејзин израз. Текстот е и символичен простор во кој што има исклучителна културно обележана активност. Од Лотман уште се вели дека културата живее во незините текстови, а додека пак современите лингвокултуролози забележуваат дека лингвокултурологијата постои и се развива единствено преку корпус од текстови. Секој стар историски, но и современ текст може да подлежи на лингвокултуролошко читање. Истакнуваме дека во последно време има така наречен лингвокултуролошки поход во анализа на текстовите, затоа што во текстот се најразграните културните пораки и тој чува информации за националната историја, етнографија, психологија, културните вредности, духовните константи. Во продолжение илустрираме еден фолклорен текст и неколку куси современи текстови, во кои е засведочен по некој фрагмент од македонската култура, зашто се вели дека јазичните единици во определен текст образуваат своја семантичка вселена, национална главно, но и универзална. Фолклорниот текст Итар Пео попот и алвата, преку концептуална анализа на концептот поп и селанец народ представен преку ликот на Итар Пео, ја изрекува клучната културна семантика на приказната. Овие два концепта се културени кои што во нашата традиција, средина и менталитет имаат национални специфики. Па попот обично се смета за скршав, лаком, алчен, а додека народот представен преку Итар Пео, за снаодлив се смета досетлив Итар кој што шеговито ги надитрува големците, во нашава приказна попот. Ова доаѓа до израз што го споменавме и во текстот, кој што ќе ви го прочитаме во продолжение. Итар Пео, попот и алвата. Служел Пео кај некој си поп. Попот како поп често правил алва. Арнома еден ден направил повеќе од колку што можеле да изедат со Пео, да скоро половина им останала. За да не ја изеде Пео останатата алва сам кога ќе излезе попот некаде по работа, овој намислил да го исплаши Пео со нешто и му рекол: јас во алвата турив отров. Да не те лаже умот да каснеш без мене, зашто ќе се отруеш. Го викнале попот в црква да крсти, а Пео останал сам дома и намислил сам да ја изеде алвата, сигурен дека попот никаков отров не ставил во неа.
А за да се оправда пред попот, и тој смислил една лакрдија. Како што цепеше дрва во дворот, стана, ја скрши намерно дршката на секирата, отиде, ја изеде целата алва и продолжи да цепи дрва со скршена дршка. Кога се прибра попот и виде дека алвата ја изел Пео, почна да се кара и да го пцуе, а Пео почна да му се правда. Ја скрши, вели, дршката од секирата и плашејќи се да не ме караш и биеш, решив да се отрујам, па затоа ја изедов алвата. Попот се насмевна, иако не му беше до смеење, и му прости на Пео и за двете штети што му ги направи тој ден. И како што споменав, илустрираме малку подоцна неколку куси текстови од современа урбана култура, односно текстови на графити, односно поточно љубовни графити. Прашањето е зошто графитите се интересни од аспект на лингвокултурологијата и зошто може да се сметаат како вреден лингвокултуролошки материјал. Затоа што се многу аспектен феномен на културата, затоа што го одразуваат лингвокултуролошкиот потенцијал на една урбана култура, затоа што во себе го одразуваат урбаниот градски говор, но истовремено преку потребувањето или вградувањето фразеологизми во својот состав држат до менталитетот, културата, традицијата на својот народ. Во центарот на графитите е јас, човекот како јазична личност, кој што писмено прозборува за светот од свој агол и призма. Значи, таа антропоцентрична позиција во графитите е клучна и за лингвокултурологијата. Во графитите доаѓаат до израз дихотомиите на сосир, јазик и говор, диахронија и синхронија, надворешна и внатрешна лингвистика. И исто така графитите се дел, жанр од теоријата на природен, спонтан, пишан говор, а оваа тема е актуелна зашто живееме во ерата на пишаниот говор, како што впрочем се нарекува 21 век. Реков ќе прочитам неколку куси текстови од графити. Сакам да ти ги крцнам коските, како што крцкам мразов под нозеве. Душо, те испив со очи. Душо, ќе те чувам како капка врака. И за крај приведуваме неколку заклучни согледувања. Преку акцент на една нова теорија, мощна и актуелна, богата со можности и со корпус, посочивме и кусо се задржавме на некои можни теми, кои пак се дел од вредниот македонски лингвокултуролошки материјал. Несомнено е дека со декодирање и интерпретација на културната информација се доаѓа до осознавање, реконструкција, освестување, враќање на народите кон себе, кон изворот, кон својата оригиналност, културна вредност и сето тоа благодарение на културната меморија на јазикот. Факт е дека лингвокултурологијата е млада дисциплина, која интензивно се развива во славистиката во последниве 25 години. Но факт е дека оваа синергија меѓу јазикот и културата доаѓала и доаѓа во преден план од секогаш и насекаде, зашто доказ е и овој семинар и неговата 55-та летна школа. Ви благодарам за вниманието.